Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, денес ќе продолжиме со проучување на глава 2 од книгата Излез и ќе обработиме дел од глава 3. Ако имате Библија со себе, отворете ја на тоа место и читајте ја заедно со мене. Минатиот пат размислувавме за животот на Мојсей и го поделивме на 3 дела. Тој живееше околу 120 години и проживеа 3 клучни периоди од по 40 години. Првите 40 години ги живееше во дворот на фараонот. Првиот христијански маченик, Стефан, во неговата проповед кажа дека таму Мојсей бил обучуван во египетската мудрост, а покрај другото тоа значи дека му биле познати сите достигнувања на египтјаните во областа на математиката, хемијата, уметноста и слично. Можеби Мојсей знаел како биле изградени пирамидите во Египет. Покрај другото, египтјаните имале многу големи познавања од областа на хемијата, литературата и слично. Иако ги научил сите нешта кои ги знаеја египтјаните, сепак тоа не го подготви за службата која Бог ја имаше за него. Затоа Бог го постави во пустина, во Мидијанската земја, каде се запозна со ќерката на еден локален свештеник и потоа се ожени со неа. Ако ги прочитате книгите во кои се обработува животот на Мојсей, ќе забележите дека многу малку е запишано за неговиот брачен живот. Сигурен сум дека Мојсей ја сакал својата сопруга, но одлучил да не пишува многу за нивниот брак. Тоа што е важно за нашето проучување е додека Мојсей беше во пустината, Бог го подготвуваше за тоа што допрва ќе се случи во неговиот живот. Имено, повикот и службата кои ги имаше испланирано за него. На некој начин, за Мојсей пустината беше како терен каде што Бог го тренираше. Слушнете што пишува во стих 21. И Мојсей реши да живее кај тој човек, а тој му ја даде на Мојсей за жена својата ќерка Ципора. Ципора значи врапче. Стихови 22 до 25. И таа роди син, и му стави име Герешом, бидејќи сум, рече, доселеник во туѓа земја. А по многу време умре египетскиот цар. А синовите израелски уште овкаа од маките и викаа, и пискот од нивниот тешките маки дојде до Бога. И Бог го чуа вкањето нивно, и се сети Бог на заветот свој со Авраам, Исак и Јаков. И Бог погледна на синовите израелски и се смили над нив. Бог ќе интервенира и ќе го ослободи Израел од робство, а Мојсей ќе биде инструментот кој ќе биде исползуван за тоа. Самото тоа што им беше потребна помош од Бог за да бидат ослободени, ни дава до знаење дека во споредба со египтјаните, израелците беа безпомошни. Но Бог не ги избави од робство, зашто беа добри и во сему беа послушни. Слободно можеме да кажеме дека израелците не му беа верни на Бог, не му служеа, па дури и практикуваа идолопоклонство. Ке се сетите дека кога беа во пустината, тие одвај чекаа да направат златно теле за да му се поклонуваат. Мојсей беше на планината Синај неколку денови и кога видоа дека го нема, побараа да им биде направено златно теле. Што мислите, каде научија да се поклонуваат на кипови? Во Египет. И покрај тоа што практикуваа идолопоклонство, Бог им беше милостив и одлучи да ги спаси од состојбата во која се наоѓаат и да им понуди можност за градење општество врз неговите заповеди. Израелците беа во таква состојба што ако не им дојдеше помош од страна, никогаш немаше самите да се ослободат. Прашањето е, зошто Бог одлучи да ги ослободи? Во текстот од глава 3 ни се дадени 2 причини. Прво, Бог вели, го слушнав пискотот на народот. Израелците постојано се жалеа, и Бог ги слушна нивните жалби и ја виде безнадежната ситуација во која се наоѓаат. Втората причина е, бидејќи се сети на заветот со Авраам, Исак и Јаков. Бог рече, направив со Авраам завет и му ветив дека ќе ги изведам неговите потомци по 400 години поминати во робство и ќе ги донесам во ветената земја. Со други зборови, Бог сакаше да го одржи својот збор и да го исполни ветеното. Не само со Авраам, но тој склопи завети со Исак и со Јаков.
Тоа се двете главни причини поради кои Бог одлучи да интервенира. Очајната состојба на израелците и заветот кој тој го склопи со нивните предци. Што мислите? Зошто Бог ве избави од робството на гревот? Се разбира, тоа прашање се однесува на оние кои се избавени. Зошто Бог ме избави мене? Причината е речиси иста како и кај израелците. Ние не го заслуживме неговото спасение. Не направивме нешто добро, кое беше поттик за Бог да посака да не спаси. Во Римјаните 3:23 и 24 апостолот Павле пишува: Сите сгрешија и лишени се од Божјата слава, но ќе бидат оправдани преку дар, со Божјата благодат, а преку откупот во Исус Христос. Оправдани сме преку дар, што значи дека не го заслуживме тоа. Без разлика колку добри дела сте направиле во животот, сакам да знаете дека тие дела не се причината поради која Бог одлучи да ве спаси. Немојте да мислите дека Бог ве погледна и си помисли: колку е прекрасна оваа личност, со сите се однесува добро и тоа постојано. Морам да ја спасам. Токму напротив, реалноста е сосема спротивна од тоа. Бог знае дека сме грешни, безнадежни, духовно изгубени. Тој знае дека не можеме самите да се спасиме и затоа Новиот Завет не учи дека спасението е дар кој произлегува од неговата благодат. Од таа гледна точка ние сме слични на израелците, бидејќи и нас Бог не спаси поради својата благодат. Нема со што да се пофалиме во однос на нашите дела. Спасението е дар и единственото нешто што треба да го направиме е да поверуваме и ќе го добиеме. Има луѓе на кои им е навистина тешко да се помират со идејата дека Бог не видел ништо добро во нив, што би било причина да ги спаси. Тие велат: да, знам дека Бог знае дека сум грешник, но причината поради која ме спаси е бидејќи знае дека можам да станам прекрасна личност. Не знам колку е тоа вистина. Не сум сигурен дека кога било некој од нас може да стане прекрасна личност. Се додека живееме тука на земјата, ние ќе ја имаме грешната природа. И тоа значи дека нема да можеме да бидеме прекрасни личности од морална гледна точка. Има луѓе кои се лутат кога ќе им кажам дека во нив немало ништо добро поради кое Бог ги спасил. Но јас не го велам тоа само за другите. Истото важи и за мене. Сите сме грешни и спасението ни е понудено поради Божјата благонаклоност и благодат. Нашата грешна природа не може да произведе нешто добро кој ќе го привлече вниманието на Бог. Спасението е по благодат. Тоа е причината поради која ги избави израелците. Тоа е причината поради која не избави и нас од силата и последиците на гревот. Со тоа што ги избави израелците, Бог исто така го исполни заветот даден на Авраам. Бог не чекаше потомците на Авраам да се родат за да види дали се достојни да бидат спасени. Истото се однесува и на нашето спасение. Речиси 2000 години пред јас да се родам на овој свет, Бог го испрати неговиот син Исус Христос да умре на крстот за моите гревови. Тој не чекаше да се родам, за да види дали ќе бидам достоен и дали ќе ја заслужам жртвата на Исус. И не само тоа, туку Бог не прашал луѓето дали ни се допаѓа неговиот план за спасение. Тој го исполни планот и на секој од нас му вели: ова е понудата. Прифати ја или остави. Божиот завет со нас денес е следниот: секој кој ќе поверува во смртта и воскресението на Исус Христос ќе биде спасен. Пред многу години, некоја жена од Шкотска го пратила својот син да студира на факултет. Кога се вратил од факултетот, нејзиниот син бил поинаков од претходно. Местото каде што студирал било модерно и либерално и тој се вратил со многу сомнежи во однос на верата. Но не сакал мајка му да знае за тоа. Еден ден, додека му подготвувала појадок, таа му кажувала колку е Бог прекрасен и колку е благодарна за спасението. Младото момче веќе не можело да издржи и рекол: мамо, мислам дека не сваќаш колку си малечка и беззначајна во споредба со целата вселена. Ние луѓето не сме многу важни. И потоа продолжил да изборува за астрономија, за големината на вселената и слично. Момчето рекло: ако ја изгубиш својата душа, верувај ми, на никој нема да му биде важно. На почетокот, мајката не одговорила ништо. Кога синот завршил со јадењето, седнала и му рекла: сине,
размислував за тоа што го кажа. Право си. Мојата душа навистина не е ништо во споредба со целата вселена. Ако ја изгубам, на никој нема да му биде важно, освен на Бог. Ако Бог не ме спаси, тој ќе изгуби многу повеќе од мене. Синот ја прашал: како мислиш? Мајката одговорила: Бог ми вети дека ако верувам во неговиот син Исус ќе ме спаси. Ако не го стори тоа, тој ќе го прекрши своето ветување, ќе ја изгуби репутацијата како добар, совршен и вистинит Бог. Ако Бог не ме спаси, јас ќе изгубам многу. Ама тој уште повеќе. Но сакам да знаете дека Бог нема да ја изгуби својата репутација, бидејќи ќе ги спаси оние кои веруваат во Исус Христос. Повторно ќе напоменам, како и во случајот со израелците, тоа не е поради наша заслуга, туку поради неговата благодат и ветувањето кое ни го даде. Бог направи завет со Авраам, Исак и Јаков, и тоа се однесуваше на нивните потомци. Бог направи завет и со нас преку жртвата и воскресението на Исус Христос. Тој не сака и не спаси. Бог не ја покажува својата љубов само на збор, туку и на дело, бидејќи го прати својот син да дојде на оваа земја и да плати за нашите гревови. Тоа е прекрасен. Повторно ќе го прочитам последниот стих. И Бог погледна на синовите израелски и се смили над нив. Глава 3. Повикот на Мојсей. Стигнавме до глава 3 од книгата Излез. Во неа е запишан познатиот настан, кога Бог му се објави на Мојсей преку грмушка која гореше, но не се го руваше. Преку таа средба, Бог го повика Мојсей и со тоа заврши вториот 40 годишен период од неговиот живот. Ке почнам со читање на првите два стиха. Се наоѓаме во глава 3 од книгата Излез. Патем, не знам дали сте забележале, но има неколку многу важни текстови во Библијата кои се наоѓаат во глава 3 од различни книги. Например, Римјаните глава 3 е многу важен текст. Истото може да се каже и за создавање глава 3. Јован глава 3 и Излез глава 3. Обрнете внимание на текстот кој ќе го читам, бидејќи ова е точка пресвртница во животот на Мојсей, а и во историјата на Израел. Мојсей го пасеше стадото на Јотор, тестот свој, свештеникот мидјански. Еднаш го одведе стадото далеко во пустината и дојде до Божјата планина Хорив. И му се јави ангел Господов во огнен пламен од средината на една грмушка. И виде тој, а тоа грмушката гори со оган, а не изгорува. Многумина имаат кажано дека оваа грмушка е слика на израелскиот народ, кој постојано е соочен со огнот на прогонството, но не може да биде уништен. Кога се случи оваа средба, тие беа угнетувани во Египет. Низ вековите како народ многу често биле угнетувани од различни светски сили, но никој не успел да ги уништи. Исто како грмушката која не изгорува. Тоа е навистина интересно. Има многу други народи кои минале низ помалку прогонства од израелците, а веќе се исчезнати. Кога последен пат сте сретнале Мидјанин? Сте го забележале ли некаде знамето на Мидјан? Знаете ли нешто за владата на Мидјан? Јас не. Зошто? Бидејќи мидјанците како народ исчезнаа и веќе не постојат. Од друга страна, израелците се уште постојат и тоа е само поради Божјата милост и благодат. Слушнете што пишува во следниот стих. И му се јави ангел Господов во огнен пламен од средината на една грмушка. И виде тој, а грмушката гори со оган, а не изгорува. Моje лично убедување е дека изразот ангел Господов се однесува на Исусовото објавување во Стариот Завет. Не би навлегувал во дебата во однос на тоа прашање. Низ годините научив неколку вистини за христијанската вера до кои цврсто се држам, но не сакам да навлегувам во детали и да ги дебатирам истите. Ова е едно од нив. Може би не се согласувате со тоа што го велам, но тоа не е толку важно. Тоа што е важно е дека Бог конечно ќе му се објави на Мојсей и ќе му ја даде задачата да ги избави израелците од робството во Египет. Ова средба е навистина интересна и овој пат нема да ја обработиме целата. Но за мене е интересно колку е искрен Мојсей во начинот на кој ја опишува оваа случка. Сетете се дека тој е авторот на текстот кој го читаме.
и на моменти многу отворено пишува дека неговата првична реакција на Божиот повик не беше како што треба. Стихови 3 до 5. И Мојсија рече: да појдам да го видам ова чудо. Зошто грмушката не изгорува? А кога Господ виде дека тој доаѓа да види, извика Господ од грмушката и рече: Мојсеј, Мојсеј. А тој одговори: еве ме, Господи. А тој рече: не приоѓај ваму. Собои си ги обувките од нозете, зашто ова место на кое стоиш е света земја. Мојсеј беше човек кој порасна во дворот на фараонот, во најразвиената култура и цивилизација во тоа време. Египет беше големо и силно царство. Тој помина 40 години во Египет и потоа уште 40 во пустината во Мидијанската земја. Првите 80 години од неговиот живот беа еден вид тренинг за тоа што ќе треба да направи во следните 40 години. Мојсеј знаеше многу за боговите на Египет, но не беше доволно упатен да знае дека треба да ги собое обувките кога разговара со светиот Бог. За жал, денес има многу луѓе кои се наоѓаат во слична ситуација. Знаат многу за нештата поврзани со материјалниот свет и шоу-бизнисот, но имаат мало познавање за Бог и Библијата. Бог го прекори Мојсеј и му кажа да ги собое обувките. Собој си ги обувките од нозете, зашто ова место на кое стоише света земја. Пред да го изведе народот од Египет и да го води кон ветената земја, Мојсеј требаше да научи една основна лекција поврзана со Бог, а тоа е дека тој е свет. Светоста е една од главните теми во Стариот Завет и за жал се чини дека израелците не ја разбраат доволно добро. Тие мислеа дека Бог ќе биде на нивна страна и дека ќе ги поддржи без разлика како живеат. Но реалноста беше поинаква. Бог е љубов и ги сака луѓето, но тој е свет и очекува луѓето да се држат настрана од гревот. И му рече: јас сум Бог на таткото твој, Бог Авраамов, Бог Исаков и Бог Јаковов. А Мојсеј го закри лицето свое зашто се плашеше да погледне во Бога. Во Библијата многу јасно пишува дека човек не може да го види Бог и да остане жив. Во оваа ситуација Бог не му се откри на Мојсеј директно, туку преку грмушката која гореше, а сепак Мојсеј се плашеше да погледне во неа. Во Новиот Завет Исус Христос дојде на овој свет земајки човечко тело и затоа луѓето можеа да го видат и да општат со него. Од новозаветна перспектива можеме да кажеме дека никој не го видел Бог, освен единородниот син, кој е во крилото на Отецот и ни го откри Отецот на сите нас. За нас денес единствениот начин на кој можеме да го спознаеме Бог е преку неговиот син, Господ Исус Христос. Тој дојде на овој свет за да ни го открие Отецот и неговата љубов. Потоа пишува: и Господ рече: ги видов страдањата на народот мој во Египет и го чув пискотот негов од надзорниците. Позната ми е маката негова, па слегов да го избавам од рацете египетски и да го изведам од таа земја и да го воведам во земја добра и пространа, во земја каде што тече мед и млеко, во земјата на ханаанците, хитејците, аморејците, перизејците, евејците и јевусејците. Забележете како Бог му рече на Мојсеј дека ќе ги ослободи израелците од Египет, но тоа не е крајот. Потоа ќе ги воведе во ветената земја. Тоа е многу важно да го имаме на ум и во однос на нашите животи. Кога Бог ослободува, тој не само што не ослободува од нешто, туку не ослободува и за нешто. Ослободени сме од силата на гревот, за да живееме во светост. Не треба само да се задоволуваме со тоа што Бог не ослободил од гревот, туку треба да се стремиме кон живот во љубов, праведност, светост, служба и слично. Тоа е Божјата волја за нашите животи. Да живееме во слободата која тој ни ја обезбеди на крстот. До следното наше заедничко проучување, Бог нека ве благослови. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo
nis.gmail.com. Следете ги нашите страни низ Светото писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.